па сметаме дека во овој случај спикерот го крши новиот деловник. Впрочем, смислата на донесувањето на новиот деловник беше да се развласти спикерот, а не да му се даде дополнителни ингеренции. Со ова вакво толкување, паушално и според нас злонамерно, тој само инкорпорира уште поголеми ингеренции во своји раце и практично филибастерингот од опозицијата премина кај спикерот. Тука има два момента, политички и правен. Правниот момент е на страната на Гаши. Тој еклатантно го крши новиот деловник и нашиот правен тим размислува да му поднесе кривична пријава за несовесно вршење на службата, односно пречекорување на дискреционо властување, затоа што ако внимателно и граматички го читате новиот деловник, можноста да не ја свика комисијата е само на председателот на матичното тело, но не и на спикерот, кај него има јус когенс обврзувачка норма дека тој е должен да свика доколку овој во рок од 24 часа не ја свика комисијата и тука нема што да се толкува. Значи тоа е правната одговорност, додека политичката одговорност според нас е кај ДПМН, затоа што ова се покажува зошто не треба партија со двајца пратеници да има спикер, затоа што за секое вакво чкрипење вие ќе треба да одите на бакни рака кај спикерот и тука политичката одговорност е кај овие 58 пратеници. Точно се покажа за жал нашата теза дека во вакви ситуации партијата со најголем број пратеници треба да го има спикерското столче токму поради вакви ситуации и ние сметаме дека ова создава една правна пукнатина која што во иднините како ќе се злоупотребува доколку помине несанкционирана. Санкцијата треба да биде и од страна на основното обвинителство, тоа е правната, и од страна на најголемата политичка партија или пратеничка група, а тоа е ДПМН. Значи има два типа, тоа е правна и политичка одговорност. Ние ќе ја потераме правната, но немаме инструменти за политичката, односно имаме, тоа е следна интерпелација, но чекаме како на табланет да му се соберат повеќе па да поднесеме уште една интерпелација, ова ќе биде една од причините. Меѓутоа за Гаши, да. Меѓутоа прво сега ќе одиме со правната, затоа што тука нема што да толкуваме. Јасна е нормата, впрочем и затоа се донесе новиот деловник за да нема одолговлекување на закони, но сега гледаме дека во дослух со спикерот вие практично можете да филибастерингувате кој закон го сакате. По кој член на Илире Редаути практично го прави тоа што го прави во моментот со селективно ставање на законите? Так, Илире Редаути може да го толкува така, затоа што таа можност е предвидена, впрочем тоа беше проблем во претходниот деловник и тогаш кога председател на матично работно тело нема да стави нешто на комисија, во тој случај немаше правен инструмент тоа да се анулира. Но сега има и затоа велам, таа може да оди лево-десно, меѓутоа спикерот не може. Него му се врзани рацете и тој вели доколку помине рокот, а законот не е ставен на комисија, во тој случај тој мора, нема избор сакам или не икам, затоа што нормата е императивна, во јавното право вие ги почитувате нормите кои што стојат во деловникот и затоа одговорноста негова е правна, а одговорноста на Илире може да е политичка, но таа опозиција нези одговара да го вози овој процес, но спикерот и како има правна одговорност и затоа ние кај него ќе алудираме на правната одговорност, а политичката е кај најголемата пратеничка група на ДПМН. Ви благодарам.